Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој наредниот месец ќе ја објави листата од добитници на финансиска помош наменета за млади земјоделци. Неповратните средства се обезбедени за модернизација на производството, за обезбедување модерни технологии и практики во рамките на нивниот проектиран бизнис. Со нив треба да се обезбеди развој на дејноста, повисоки приноси и поголема профитабилност. Исплатата на помошта ќе се прави за едногодишен, двегодишен или тригодишен период во зависност од тоа што побарале земјоделците во рамките на нивниот бизнис план. Овој вид финансиска поддршка се доделува на оние кои за прв пат почнуваат да се занимаваат со земјоделска дејност преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или формирање на ново. Оваа мерка од владата беше воведена во 2012 година и досега се склучени договори за финансиска поддршка во вкупна вредност од околу 100 милиони денари. Финансиската поддршка за млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години се исплаќа на корисници носители на земјоделско стопанство, запишано во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, кои ги исполнуваат условите од програмата за рурален развој. Како што велат од регионалната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, од пред 4 години откако се воведе оваа посебна мерка наменета за младите земјоделци, интересот континуирано расте. Првата година биле поднесени само 5 барања, од кои сите добиле финансиска помош за реализација на бизнис плановите, а додека лани вкупно позитивно било одлучено за сите 22 барања. Оваа година во Прилепскиот дел од Пелагонија има рекорден број од околу 198 апликации во мерката за помош на младите земјоделски стопанства, од кои во најголем дел се однесуваат на тутунопроизводство и градинарство. На ниво на Македонија биле поднесени околу 1200 апликации. Според најавите, државата за проектот Млади земјоделци ќе одвои вкупно 1 милион и 100 илјади евра.